кога Аллах Желешано го израдува на еден родител, на еден брачен пар со едно мало дете, ова е еден од големите нијамети и украси на животот во оваа дуња. Ова е еден од големите украси на оваа дуња. И ние имаме одговорност према овие наши мали деца, спрема овие украси. Работата почнува од тој момент кога тоа дојде во наша куќа, во наш живот. Од тогаш почнува обврската на родителите и грижата за ова мало дете. Од тогаш почнува таа војна. Од тогаш почнува тој труд на овие родители, неуморен труд, кој треба да го дадат за овие мали деца, да ги воспитаат, да ги одгојат, онака како Аллах Желешано барат од нас. А ние сме сите сведоци дека живееме во едно бурно време, во едно турбулентно време, во едно, ајде така наречено, атомско време. Кога родителите, луѓето општо, немаат многу време, поради големите проблеми со кои се соочуваат. Поради оваа модерно време, иако све ни е олеснато, денеска и повторно немаме време. Све ни е олеснато. Сите работи се олеснати. И повторно немаме време. Замисли, денеска имаме дома вода, во куќа имаме вода. Топла, студена. Во време на сахаби требало да одат километри за да наполнат вода. И денеска нашите мајки и жени се жалат дека немаат време за нивните деца да ги одгојат. За разлика од овие први генерации кои правеле голем труд. Многу голем труд. Не можеме да го споредиме тоа. И ние како родители ќе бидеме одговорни. Не е одговорноста на родителите само да донеси дома јадење за негови деца. Ова е една од обврските и не е прва. Не е меѓу првите. Не е меѓу првите. Денеска го свативме ова дека ние како родители, како татковци, имаме обврска само да донесиме храна дома и облека за нашите деца. И толку. Не, ова е може би трето и четврто на список. Пред ова ми имаме друга одговорност. Да ги одгоиме, да ги израстиме нашите деца во ислам, во правилата кои ги постави Аллах Желешано и пегамбар алейхи селам. Да ги научиме што им е дозволено, што им е забрането на нив. Докаде им е нивната граница, да не е прешекора нивната граница во односот со другите, со нас, со нашите татковци и мајки, со нашите комшии, со нашите роднини, да ги научат овие граници нашиве деца. Ако успееме ова да го направиме, сме успеале многу да го помогнеме на исламот. Ако успееме да ги одгоиме нашиве деца во ислам, сме направиле голема помош за исламот. Иако можеби можеме да имаме многу малку нафиле намаз, пост, нафиле садака, малку, помалку. Ама ако успееме да ги одгоиме нашиве деца во ислам, во овие правила и прописи кои ги барат Аллах Желешано од нас, сме успеале да направиме голема помош за исламот и за муслиманите. И ова одгој на овие деца за нас ќе биде гордост прво во дујна и гордост, понос во ахирет. Гордост, голема. Што и да постигнеме друго, ако не успееме со нашите деца е многу малко. И ќе се правиме пишман, ќе се каеме во онај момент кога ако не успееме да ги одгоиме нашите деца добра. Кога ни избегаат од раце. Како на многу родители што им избегале нивните деца од раце. Многу денеска мисли дека треба да го одгои на негово дете во луксус. Дека треба да го одговори со добра марка на облека, со добра марка на телефон. Не. Ова вложи го во одгој, во едукација на твоето дете. Вложи го ова. Во добар професор, добар учител, добар, не знам, што се го учи Куран, што се го учи хадис. За ова вложи како вложиле селе. Тие први генерација. Све што поседовале, вложиле во одгој на нивниве деца. И затоа исламот во нивното време, и муслиманите во нивното време, беа носители, беа војџи во сите гранки и сфери од животот. Во секој.
тие сахабија, таа генерација што била со пегамбар алейхи салам, тие 10 што се израдувани со џенет, просечнава возраст кога овие биле израдувани со џенет, била 22 години. 22 години. Просек. Млади. Големиот дел што биле околу пегамбар алейхи салам, ударната сила, моторната сила на тој давет, биле млади. Муаз ибн Џебел, кога го прати пегамбар алейхи салам, го остави прво по ослободување на Мекка, во Мекка, потоа го прати од Мека, го остави во Мека да ги учи Куран, шеријат, потоа го прати во Јемен, од Јемен, кога се врати назад, пегамбар алейхи салам беше преселен 18 години, во Јемен, 18 години. Теклен како е? 18-19 години. Мека, Медина, Јемен, кога се врати назад, пегамбар алейхи салам беше преселен во Ахир, не го видеа. Го искористи Абу Бекр ради Аллаху ан како командант, војсковојден на многу походи. Се пресели Абу Бекр во време на Омер. Омер го однеса во Дамаск, во Сирија, да види како даја, да ги учи Куран, шеријат. После ова го однеса во Палестина. И во Палестина доби колера, шуга, краста, што беше таа заразна болест, тифус. И во смртна постела почна да плаши. Мрако, зашто плашиш? Рече, не плашам за дујна. Не плашам за дујна. Зашто плашиш? Рече, плашам за постот во големите и жешки денови што не можам да постам повеќе. Плашам, рече, што не можам да седам повеќе во халките на илм. И плашам, рече, повеќе што не можам да кланам ноќен намаз. И се пресели во младише. Имат хилав голем, колку години има кога се пресели. 38, 28, 38, 48. Не е битно. Ама овој младиш вака израснал во исламот, мало од 18 години, амбасадор на динот. Све што треби за динот. Све што треби за динот. Така треба да ги направиме нашиве деца, за да имаме успех во животот на овој свет и во животот на Ахирет. И ако сакаме да се поправи состојбава на умметов, како често зборуваме дека умметот не е во добра состојба, треба да почнеме секој од себе си. Број 1 јас, број 2 моја фамилија, мои деца, на кој јас имам власт и имам одговорност. Веќе Аллах џелешано: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. И нареди му на семејството твое намаз. Веќе Аллах не речи, нареди му на семејството твое намаз. И толку не. И истрај во тоа. Ден, 2, 3, 5, 10, 100. Многу. Ла нес'алука ризка. Ние не бараме од тебе ти да се снабдуваш со јадење, со пиење. Ние те снабдуваме на тебе. Рискот е во раци од Аллах. Ама наша умарска, вели пегамбар сам, кога детето наполни 7 години, девојчето, дете 7 години, поучи го со намаз. Што е да го поучи со намаз? Да го стани за саба. Синко, черко, стани за саба. Бисмилла. Се буди во очи, доволно. Ако стани, стани. Ако не, ти твоето го направи. Ова е твоја одговорност, да го разбудиш. А во 10 години вели пегамбар сам, ако не слуша, ти удри го. Не да го оштетиш, да му кажеш дека ова е озбилно. Ова е најозбилното нешто што го имаме. Најозбилно. Абдула ибн Зубейр, првото дете што се роди во Ислам, во Медина. Што се роди во Медина, прво дете. 2 години не се роди мало, евреите му рековме направиме сихер да не се роди мало. Да нема машко дете и никакво не се роди. На 7 години неговиот татко Зубейр ибн Авам го донесе на Абдула ибн Зубейр, 7 години беше на пегамбар Ислам, дојде овој младиш да ти прави беја на Ислам. И рече, знај све од Куран што е стигнато до сега напад. Све. Све што е дадено хафиз од Куран, све знај. Прави беја на послушност. Ова е наша обврска како родители. Ако успееме да ги одгоиме на деца вака во Ислам, нема да имаме проблем утре. И правиме за нас. Се ова што ќе го прават нашиве деца ќе доаѓат во нашо конто. Утре кога ќе умриме, таа дуа што ќе ја прават нашите деца, ќе имаме награда ние. Таа е една од делата кое не престануваат и по смртта на родителите или на луѓето. Кога умрете едно од тие деца што ќе прават дуа за.
Улема вели таа дуа во етехијат во намаз. Раббена гафир ли вали валидеја. Господар, опрости мене на моите родители. Колку имаш намази во ден? 17, 12 фарзови, 17 фарзови, 12 суннети, и што гледаш, секој ден ова доа иде во конто на родителите, твои, мои, и на нас утре. И затоа да не се штедиме во одгор на децата, да не се штедиме, да ги одгоиме децава за екстремни времења и услови кои доаѓаат напред во нашиот живот, зашто ние, како кажуваат улема, се наоѓаме во тој ахир заман, било во почеток, во средина или на крај на тоа време, фитнињата ќе се зголемуваат секој днев. Немат фитнињава да се намалаат, него ќе се зголемуваат секој дневно и фитнињата ќе бидат од поголемо најголемо и така се напред. И затоа треба да ги спремаме овие наши деца, а и нас самите себе си да се подготвиме и спремаме за вакви екстремни времења.